Секој пат е најтешко кога се обраќаш пред своите. Добро вечер, Гевгелија. И веднаш на почетокот ќе кажам, во старт, бидејќи се ближат избори, главните обвинувања од нашиот политички противник на локално ниво доаѓаат дека во Гевгелија не е сработено ништо. Дека имало 3 крупни проекти кои градоначалникот Поцков кога дошол, фактички се фали со тие 3 крупни проекти, а се е тоа почнато во време на ВМРО. Единствено што е започнато во време на ВМРО и за среќа што се промени локалната власт е задолжувањето на општината. Општината ја затекна вместо 145 милиона денари долг 2,5 милиона евра и плюс 2,5 милиона евра долг, девизен долг, 5 милиона евра, а за ваша информација, основниот буџет на општина Гевгелија, тој што го менаџира градоначалникот, изнесува 3,5 милиона евра. Тоа значи, ако за целиот мандат потрошиме само за плати и за враќање на долгови, градоначалникот ќе не може ништо да сработи, бидејќи претходниците ја задолжили општината. Но тоа не е се, ќе се обидам да одговорам на тоа што они го викаат крупни започнати проекти. Прочистителната станица, проект 10,2 милиона евра се фалат, дека бил нивен изум. Не е точно. Прочистителната станица е проект на првиот градоначалник на СДСМ, 1996 година. Парите беа замрзнати ради политичката ситуација со Република Грција, бидејќи проектот е вреден 10,2 милиона евра, 1,5 милиона евра се на владата на Република Северна Македонија, 1,5 милиона евра се на владата на Република Грција, а останатите средства беа од Швајцарската државна агенција СЕКО. Се додека не се изградија добрососедски односи, не може да почне тој проект, значи првата теза, прочистителната станица е наследена, е неточна. Втората работа е пуштене во употреба водоводот минатата година на 7 ноември, се ближи пак, 7 ноември, убав празник на општина Гевгелија, и векат градоначалникот го наследи, само ја удри лентата. Наследивме во градежниот дел, ако играат две екипи кошарка и ако резултатот заврши 0-0, претпоставам дека знаете дека топката била поголема од обрачот. Во градежниот дел наследивме отвори во бунарите за пумпи, кај што проектираните пумпи не може да влезат во отворите. Така да тоа мора да го исправаме. Во финансовата конструкција, викаат водата ќе кошти водоводниот систем 95 милиона денари, од кои 97 се извинувам, од кои 82 милиона денари општината е задолжена кредитно од Светска банка, 3 години грејс период, 10 години рок на отплата и 15 милиона денари е грант. Не е точно, заврши проектот, вкупната вредност е 107 милиона денари. 8 милиона денари во наше време, од кога ние го изменаџиравме процесот, платени се од основниот буџет. Трета работа, викат обезбедевме пари за третиот крупен проект, депонијата, имаме единствена депонија од типот на локален карактер. Концепцијата на владата е градене депонија на регионален карактер, ја имаме кај населеното место Горенчет. Кај сте видели вие готова работа, нема пат, нема струја, нема и вода. Благодарение на мене, како градоначалник и на целокупниот тим и на Советот на општина Гевгелија, обезбедевме пари од ДИОМ, ќе почне тендерот е веќе завршен, ќе почне изградбата на патот од населеното место Горенчет до нова депонија, ќе се обезбеди струја и вода од собствени средства, од основните средства на буџет на општина Гевгелија, тука ќе учествува и комуналец во носењето на водата, јавното претпријатие, така да и тоа ќе биде заокружен процес. Сето ова, другари, мои сограѓани, бари време, бара пари, бара напори. Ви зборувам за проекти, прочистителна станица 10,2 милиона евра, водовод 2 милиона евра, локална депонија 1,5 милиона евра. Зарем требаше јас кога дојдов градоначалник да ги фрлам тие работи? А општината е задолжена? Или требаше квалитетно да се изменаџираат и на најдобар можен начин да се завршат? Така е направено, така се завршени и потврда на тоа е од двата проекта од Светска банка за успешно реализирање 5% грант. Со тие грантови, едниот е во висина на 4 милиона 170 илјади денари, ради успешно завршен проект за изградба на водоснабдителен систем. Сега ќе носиме вода на населбата Караорман, која на луѓето што им се продадени плацевите, пред 5 години им се наплатени комунали. А нема ништо однесено таму. Тоа е политиката на моите претходници и тоа е
политиката која треба да ја разбиеме и за која треба да збориме гласно. Сега, што е тоа што е направено во изминатите 2 години, бидејќи на 25 октомври полнам 2 години од мојот мандат? Направено е многу, може би во количини или во бројки, нема да се трудам тоа да го зборам, бидејќи целта на овие средби не е тоа, меѓутоа има една работа со која треба да се гордееме и со која сме предпознатливи. Ниеден бизнисмен нема да не покаже со прстот од Гевгелија дека должиме на општината. Во мое време, кога седнав првиот ден, само една гевгелијска фирма имаше за земање од општината 60 милиона денари. Тоа е милион евра. Само една фирма. Ги имаше многу. Денес општината е задолжена помалку од 60 милиона евра. 60 милиона денари. А затекнавме долг од 145 милиона денари. Значи, некој тоа требал да го сработи, дел од средствата на владата, дел од основниот буџет на општина Гевгелија. Во патната инфраструктура направено е видливи работи во самиот град. Минатата година делот кај железничката станица, тој опфат беше реконструирани 3 улици, беше реконструирана улицата Мицо Шаренков, оваа година 1 мај, улицата до Партизани игралиштето, направени се паркинзи и во кругот на општата болница да се подобрат условите, иако не е тоа обврска на општината, меѓутоа пациентите и жителите локални за потреби на локалното население. Направено е паркинг позади болницата, исто така избетониран, на градските гробишта е обновено и горцум што минатата година и ова година во сите 12 населени места имате градежни активности од типот бетонирање, реконструирање или изградба на нови улици. Не сакам да зборам за второто населено место. После градот Гевгелија, Негорци, кај што минатата година кога отидов, стварно имав дилема. 2 пати на избори добива господинот Франгов на локални избори, а таму има, слободно ќе кажем, 15% задоволено од локалните улици и патишта изградено. Таква не ни бев свесен колку е таа лоша слика. Така да со активностите минатата година и оваа година работите ги поправаме и ќе ги однесеме во право светло. Меѓутоа не се само кажав од 12 населени места, толку ги има во општина Гевгелија, Горанче, Моин, Богородица, Марзенци, Негорци, Кованец, Пардејци, Смоквица, Милетково, Петрово, Миравци и Давидово, во 11 населени места имаше активности. Не е тоа се. Детските градинки. 2017 година, на првите денови од мојот мандат, преку норвешка донација, направивме замена на столаријата во детската градинка Цветови. Оваа година тече замена на столаријата во Централната детска градинка и во детската градинка во Негорци од собствени средства, заштедени од директорката на детската градинка. 7 милиона и 100.000 денари. А знаете од кога не е реновирано? Знаете, Гевгеличани. Од времето на Магда Джинова, првата директорка во градинките. Во основните школи, кај што имаше услови, направени се одредни видливи работи, за пофалбе основното училиште во Миравци, посветеноста во Миравци е и на детската градинка, значи таму се направени одредни зафати и реконструкции, и горцум што можем да кажем дека ги слушаме потребите на граѓаните. За прв пат минатата година во Негорци отворивме јасли. Значи, тоа се мали деца до одреден период на возраста, кои ги носеа во Гевгелија, сега во Негорци постојат јасли, во клонот на детската градинка во Негорци, и во ноември најавам отварање на јасли во Миравци. Освен во Негорци, значи ќе има во Миравци, во двете најголеми населени места во општина Гевгелија, освен градот, за луѓето да ги имаат сите тие удобности како што ние ги имаме во градот. Што да кажам за соработката со централната власт? Еве го гледам директорот Китанов тука. Ви кажав една цифра. 3,5 милиона евра, 210 милиона денари основниот буџет на општина Гевгелија. Тоа е 3,5 милиона евра. 2018 година 3 милиона евра господинот Китанов, ЈПДП, јавното предпријатие, истроши во општина Гевгелија за регионални патишта. Прво,
Гевгелија Негорци, второ, нек не се пуштеше во употреба. Има слуг да не се овеат патарините, додека не се направи тоа ви е Пардејци Смоквица, и минатата година Миравци Давидово, што исто така е експлоатиран пат. Во моментот се прави од Фурка до Гевгелија, се прави до Богданци, а ќе продолжи оваа година, заради тоа што пак ние имавме сенс. Бара граѓаните преку петиција да се прошири патот и заради тоа ќе биде правен оваа година. Тоа што го правиме во другите делови е видливо и влие севкупно за да направиме, значи, потребите на граѓаните да бидат задоволени на највисоко ниво. Формиравме местни заедници. Некој ќе каже, мајката што е да формираш местни заедници, па 10 години не беа формирани. Знаете зошто е тоа потребно? Заради тоа што ние како општинската администрација, јас како градоначелник си лесно постапката за носење на буџет. Во местните заедници расправат кој им е приоритетот. И на крај на годината, кога носиме буџет за идната година, ги слушаме само потребите и заклучоците на луѓето кои се живеат во своите населени места, најдобро си ги знаат потребите и на база на тоа утврдуваме приоритети и ги ставаме во буџетите на општина Гевгелија. Тоа што во моментот се работи, во моментот имаме 5 активности кои се видливи, тоест ако некој го водел патот или се сретнал со таа работа, ќе знае дека се видливи. Во моментот се прави патот од Негорци до Серменин, километар 003 метра. Една работа. Нек ни започна изведбата на патот од гробиштата Давидово до горе до манастирот Свети Илија. Втора работа. Да, преку само долу. Се изведуваат почетни градежни работи преку проектот за мегагранична соработка со Република Грција во вредност од 500.000 евра за регулирање на коритото на сува река. Тоа е тоа за да се Гевгелија да нема проблем со поплави кои се поочигледни, една имавме, знаете, пред 15 на години. Четврта работа е завршен е тендерот, како што кажа преги, ќе почнат изведбените работи на населбата Караорман на 3 улици. И петта работа е распишен тендерот во фаза на завршување за воведување, оделување на атмосферската со фекалната канализација на индустријска, таму кај што се концентрирани старото јадро на фирмите во Гевгелија. Тука е Ноел, тука е Конте Хидропласт, 7 ноември, Риго Импекс, Русе Комерец, Техноалат Комерц, значи сета таму има проблем со поплави, со дождови кога надоаѓаат, сето тоа ќе биде направена нова атмосферска канализација и ќе биде споена со раулот за да може слободно да се одводува и да стигне до реката Вардар. Што е тоа што треба да го очекуваме во наредниот период? Имаме грант од 2,5 милиона евра, заедно го користиме, носител на грантот ќе биде јавното комунално предпријатие Комуналец, ќе направиме доста работи, 2020 година Гевгелија цела ќе биде прекопена. Целиот јужен крај, целиот јужен дел на Гевгелија ќе се одвојува атмосферската од фекалната канализација, ќе се носи нова линија атмосферска канализација и сето тоа ќе биде регулирано во прочистителната станица, бидејќи ја имаме веќе и тоа е бенефитот на таа работа. Ќе се напојува населените места Негорци и Пардејци, ќе се вклучат на новиот водоснабдителен систем, тоест на новиот резервоар во Мрзенци, така да Негорци и Пардејци ќе бидат вклучени во системот на водоснабдување со градот Гевгелија и многу е битно, отвараме предуслов за развивање на тир зоната. Бидејќи на тир зоната немаме инфраструктура, со ова што го зборам од Негорци до Пардејци, пуштањето на линијата, веќе ги правиме сите предуслови, водовод, канализација, атмосферска канализација, за да остане на владата преку јавното предпријатие за менаџирање на тир зоните, парцелизирањето на тир зоните и формата на менаџирањето на тие тир зони. Главниот локален економски концепт на општина Гевгелија, фокусот на вниманието го има во тир зоните. Опремени тир зони во превод значат 22 нови инвестиции, нови фирми во општина Гевгелија, или како сакате кажете нови објекти, нови фабрики, и 4600 нови вработувања. На бирото на општина Гевгелија има во моментот 582 активни баратели на работа. Не зборам невработени. Активни баратели на работа. Проектот на тир зоната има регионален карактер, предвидува флексибилна работна рака од
би се осмелил да кажем од Струмица, со сигурност не би се осмелил, него со сигурност Валандово, Доеран, Богданци, Гевгелија, Демиркапија и би се осмелил да кажем и Неготино. Бидејќи Дрекслер Мајер е проектиран таму кај што е, заради тоа што има регионален пристап за работна рака. Така да предстојат времења кои ќе треба да донесат бенефит на општина Гевгелија, бидејќи ги имаме сите предуслови од еколошки аспект, одбивме рудници, имаме нова вода, имаме прочистителна станица, имаме нова депонија, фали уште за окружување и фокусирање на новиот локален економски развој. Дали сме на прав пат? Да. Бидејќи Гевгелија е Бидејќи со гордост може да кажеме Гевгелија втор пат поред на 12 октомври ќе треба да примам награда. Е најтранспарентна општина во Република Македонија. Дали сме на прав пат? Да, бидејќи ги вративме ингеренциите на судот од 1.1.2020, нема веќе Белес. Посебна благодарност до председателката на судот, до министерката за правда Рената Дестровска, до целата влада, вклучително и генералниот секретар кој тогаш беше дел од владата, и до нашиот премиер Зоран Заев кој имаше слух да го направи тоа што беше одземано на Гевгелија 2003 година. Дали сме на прав пат? Мојот одговор е да, бидејќи фискално ја стабилизиравме општината, ниту се плашиме некој дали ќе не блокира, можеме слободно да учествуваме на сите проекти, кај што имаме можност со 10% учество да имаме да пополнуваме слободна апликации, на нас останува само да ги имаме визиите. И знаете што е најбитно? Дека сме на прав пат. Некни има в случка кај што човек од политичкиот противник на ВМРО ДПМН тоа ми го призна. И тука ќе завршам, мора да ви ја споделам случката. Дојаѓа еден човек кај мене, бара прием. Знам дека е член на ВМРО, ама јас сум татко на градот. Ги примам сите, не ги делам луѓето. Си го кажа проблемот, внимателно го слушам, му кажувам 2-3 варијанти како може да изнајдеме решение. Он вика, добра, добри сте вие, се вика, ама ќе паднете на избори, вика, лошо стоите на анкетите. Како стоиме, викам, на анкетите? Вика, губите 23%. А кој ви каже, викам така? Вика, таму на нас, вика, не каже од партија. А ви каже од партија ли дека анкетите се правени само на вашите членови, само на членовите на ВМРО ДПМН. Значи, и меѓу нивните членови пола веќе знаат дека поддршката е наша. А на анкетите, што се на народот направен на Република Северна Македонија, убедливо водиме, тоа најдобро го знае генералниот секретар, така да нивните анкети што они ги прават, кога го анкетираат само од нивното членство, имаат мала предност. Благодарам.